Да, денес и утре во Струмица организираме една работилница на која ще учествуваат директори од 15 училишта од Република Македонија, од различни градови, каде што веќе 6-та година го применуваме или имплементираме проектот кој што има за цел да е подобри имплементацијата на правата на децата, односно Конвенцијата за правата на децата во училиштата. Основата на овој проект е да го подобри демократското учество и вклучување на учениците во рамки на училиштата, во основните и во средните училишта, и да обезбеди поголем пристап до информациите кои што се однесуваат до нивните права согласно Конвенцијата. Во насока на тоа остваруваме и работиме директно во партнерство и во соработка со Министерството за образование и со Бирото за развој на образование, со кој што во наредната фаза од следните 3 години ќе пристапиме кон директна обука и поддршка на наставниот кадар како подобро да ги практикуваат демократските вредности во училиштето, односно како да обезбедиме подобро да се слушне гласот на учениците за нивните потреби во училиштето. Тоа е едната компонента, и втората компонента се однесува директно на примена на Конвенцијата во училиштето од страна на деца правобранители кои што се избираат во секој од училиштата во кои што работиме во моментот, и се во директна корелација со работка со народниот правобранител. Основната улога на овие деца правобранители е да известуваат за прекршувањето на нивните права во училиштето, да ги едуцираат своите врсници во училиштето и да се соработуваат заедно со службите, се со цел да детските права, односно правата на учениците во училиштето бидат прво применети, второ заштитени и да делуваме на генералната примена на Конвенцијата. Овој проект започнаме да го спроведуваме, реков, пред точно 7 години, а е базиран на препораките на Комитетот на Обединетите нации кон Република Македонија, меѓу кои што во тие препораки се напоменува дека државата мора да обезбеди системски пристап во подобрување на Конвенцијата, особено во училиштата, со што соработката со овие првични 15 училишта со кои што до оваа година работиме, ќе ја прошириме и со други училишта во Македонија, за да го обезбедиме тој систематски пристап, односно систематска поддршка на учениците, но и на наставниот кадар. Во наредната фаза од 3 години, заедно со Бирото за развој на образованието и Министерството за образование, ќе обезбедиме поддршка на наставниците, како да го поддржат, односно како да го подобрат учеството на учениците, да се изнедат форми каде што учениците ќе имаат право да учествуваат во донесувањето на одлуки во училиштето, земајќи во предвид дека сите истражувања наши и на други институции покажуваат дека учениците немаат право на изразување, односно немаат право на глас за клучни одлуки кои што се носат во училиштето. Најчесто одлуките во кои што учествуваат учениците е каде на екскурзија и каде на матурска вечер, но суштински во рамки на училиштето се отвораат многу битни прашања кои што се однесуваат од нивниот живот, од делот на секојдневното функционирање во училиштето, но и од аспект на новите реформи кои што секогаш се носат без да ги прашаат учениците.